Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија, а за оние кои што сега се вклучуваат, го следите вториот дел од утринската програма Нов ден. Овој дел, како и секогаш, е резервиран за гости, а вие останете со нас и следете не од почеток до крај и ќе слушнете една интересна тема за разговор. Денеска ќе говориме за еден специфичен вид на поезија, кој што потекнува од Јапонија, односно за хаику поезија. Каде и какви биле полетоците на оваа поезија, колку се пишува оваа поезија, за сето тоа ќе говориме со мојот денешен гостин, господин Борис Витковски. Господине Борис, добро ни дојдовте. Благодарам. Како за почеток би сакала да ве прашам како сте? Значи добро, за рано од Сабајле за утринско кафе. Добро е. Како за едно утринско кафе, одлично. Одлично. Убавото време не служи деновиве, така да имаме повеќе време за работните обврски. Би сакале ли да ни кажете како за почеток нешто повеќе за вас, вашето образование и за вашите посетоци? Значи вака, имам завршено теологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Велико Трново. Имам завршено. После имам БА, значи бизнес администрација во Хавај Хио и мастер дегри, значи магистар во Сан Бернардино, Калифорнија. Моментално не се занимавам со таа струка, значи ни со двете. Дома сум посветен на семејството и посветен повеќе на творештво, на пишување и така. Така. Вие пишувате хаику поезија, како што напоменав уште на самиот почеток. Би можеле ли по-конкретно да ни кажете што представува хаику поезијата? Значи, хаику поезијата представува една симбиоза или еден сплет на креативни мисли. Значи, на три слога, три збора кои што треба да го потсетат човекот на еден момент, на еден миг, како кога пие вода, например. Так. Значи, те напојува со нешто кое што те потсетува на секогаш на нешто исто, а кое што исконско и кое што одеднаш ти пиеш вода, секогаш го правиш, ама секогаш е различно, мора да испиеш вода. Значи, те потсетува на нешто кое што е не веќе видел, него како предвкус на нешто кое што сака да го каже хаикуто, или овде кога имаме ние православно хаику, значи како што сака да го каже нашата мислечна теологија. Значи нели како теолог или како писател на хаику, овде ка правиме еден сплет или симбиоза на православното созерцание или православната мистична креативност. Така. Од каде спомнавме на почетокот дека хаику поезијата потекнува од Јапонија? Да, значи хаику поезијата потекнува од Јапонија. Хаику поезијата, интересно е да го одма поврзаноста на теологијата, нели? И хаикуто е во тоа што имаме една творештво на самурај кој што со високо исцрпување, нели, со висока посветеност на својот господар, тие творат едни такви мали, креативни, нели, они се познати и по чипот. Прават чип, значи, али тоа е тоа, значи, кое што за лаптоп, за се, значи, насочно потребно, нели, за да модерната информатика продолжи. Така, они правели миниатури, значи, за да го инспирират господарот да живее, да се радува, да созерцува, да пие вода, нели, да. Е сега и поврзаноста или не знам како да кажам, со хаикуто на овој стил и самураите како први творци на хаикуто е тоа што во 20 век многу самураи конвертираат во православието. Значи имаме православна црква која што е самурајска со шогуни, самурајски фамилии, дури има и членове царското семејство, значи царската фамилија и Каква беше вашата прва средба со хаику поезијата? Значи со хаику поезијата прв пат се сретнав
со нашиот поет, нели врвен поет, мајсторот на поезијата, тоа е митрополит Методи Златанов, тој е мајстор на визуелна поезија. Тоа е една најмодерна визуелна поезија, дури он имаше и понуда да оди на промоција во Вселената. Сите најмодерни поети да се соберат и да одат во Вселенската станица Мир и да направат промоција и се вратат. Значи имаше една промоција, не знам дали беше или дали одби, али битно е дека он прв ми ја даде хаику поезијата и таму ја видов. Колку години имавте тогаш? Па 18-19 години. Така. Да. И што беше тоа конкретно што ве повлече за да пишувате ваков вид? Значи поезија? може сум видел во средна школа или нешто, али Така. стриктно љубовта или стриктно да ја видам поезијата на како книга, како форма, како творештво или како нешто соберено во една книга, они ја викаат книга, нели, самураите, сум го видел кај него, значи кај отец митрополит Методи Златанов. Така. Конкретно за што пишувате во вашите песни? Значи, нели како Венко Андоновски, што ќе он е критичар или он е рецензентот на втората книга Дрвото со шепоти, он вика дека тоа се мали богојавленија или созерцанија. Значи, тоа е едно како созерцание или како нешто свое видување на нештата или не свое видување, него како лична креативност, али испреплетена со православни символи, православна терминологија, православна доктрина или православна љубов или православна мистицизам. Значи, тоа е се Во еден склоп, така Да. како да кажеме. Да, и ако мислиме дека е премногу нешто езотерично или премногу нешто за нас да го сватиме или да кажеме дека не е целосно православно, дека може да се осуди или дека може нешто да се направи, јас ќе понудам секој гледаш да ги најде книгите на Гаврил Светогорецот, тоа е новиот светител од Лесново. Добро. Значи, он има слични такви миниатури со 3 слога или 3 стиха. Значи, во неговите песни, 33 песни за Ерусалим има уште, не знам како била родина или мајка или... Значи, така нешто има, тоа е нов светител, значи, и он за прв пат се наоѓаат во неговите дела нешто што е слично на миниатурата јапонска, ама на православен стил, на нас стил. Значи, ако ги поврзуваме нешто со зен будизмот или со нешто, значи овде имаме за прв пат еден врвен православен мистик или носител на дарот на умносрдечна или носител на дарот на чудотворство, кое што е, нели, уметникот. Секако. Он бил уметник, професор во Штипската школа или гимназија, али после тоа се замонашува и биднува, нели, врвен епископ и светител и така. Во што или во кого конкретно наоѓате инспирација за пишување? Значи, инспирација наоѓам баш во љубовта кон творештвото. Так. Значи кон Бога, кон сега Вашите песни често обично во хаику поезијата се јавува отецот. да. Го нарекувате како он или барем од она што јас имав можност да прочитам. Значи, всушност, можеме да една мала ретроспектива дека вашите песни се всушност богојавление. Да. Дали во Македонија постои интерес за пишување на хаику песни? Ја мислам да. Да, значи во Скопје и во другите градови дури има друштво кое што друштва кои што се соберени околу пишување на хаику поезија, имаат своји алманаси и своји изданија заеднички. Во Куманово жал немаме, али треба да се потрудиме или треба да се потруди некој да го направи тоа. Дали освен хаику поезијата пишувате и некаков друг вид на поезија? Да, имам и обична поезија, нели,
со акростих, со обична поезија, со стихови, значи. Колку често пишувате? Па доста често. Доста често Да, се гледа по вашите книги, ќе напоменеме малку потосно и за тоа. Некогаш со паузи, али некогаш многу често, значи не нешто, некогаш ти треба она љубов поголема за пишување и така. Во кој период од денот најчесто пишувате? Дали тоа е денот, ноќта или моментот кога ќе дојде инспирација? Да, моментот кога ќе дојде инспирација. Значи нема пишано правило. Колку време од прилика просечно пишувате една песна? Па не знам, Зборувам за час половина, некогаш може да е Така. 3 дена, некогаш може и повеќе, али тоа е само довршување и пречитување, значи. Значи она додека да се оформи, да стигне до печат или додека да се, али може да е миг. Значи ако збориме за хаикуто, се е миг. Ако збориме за овие другите песни, Така. тогаш е нели еден ден, повеќе час или така, повеќе да се, а некогаш и нака. Значи како миг или така. Така. Кажете ни, дали самиот на себе сте критичар? Кога ќе ги погледнете вашите песни, Да. дали прифаќате критики и од други компетентни луѓе во таа област? Да. И значи дека ги применувате нивните совети Да. и доказот за тоа еве го тука. Еве овде во нашето студио ја имаме вашата книга Патот. Може да ја погледат и нашите гледачи, која што е издадена 2013 година. Така? Да. Каде беше промоција на оваа книга? Промоцијата беше исто во културен дом, во Центарот за култура, Трајко Прокопиев, значи, промотори беа Ѓоко Здравевски, Владимир Мартиновски професорот и Жарко Којунџиски беше исто гост, а чита Мирјана Ристов, Роберт Ристов, актерите и нашиот Ивица Димитриевиќ. Така. Конкретно сега може да возборуваме и за тој проект кој што го одобри владата на Република Македонија за промовирање на книгите во Домот на културата. Кажете ни нешто повеќе за тоа, дали финансиски исто така владата го подкрепува овој проект? Значи, за дрвото што шепоти, новата книга, целиот проект е покриен од Министерството за култура. Нели, за тоа треба да се пофали. Значи, дури ја одбра и промоцијата да ја покрие тие. Така. Значи, тоа е за пофалба и интересно е што професорот Венко Доновски не се нафаќа и не прави рецензија на хаику поезија, дури ми се чини ми рекоа и на поезија не прави рецензија, али се потрудив да ја добие книгата, да ја прочита, ако му се, нели, бендиса, ако му се Така. свиѓа, да ја рецензира. И он кога ја прочита, одлучи да ја рецензира и ете, дојдовме до една книга што ја покри владата на Република Македонија и промоцијата сега што треба, нели, да дојде при крај на јуни, ја покрива исто владата, ја организира и ја покрива Центарот за култура Трајко Прокопиев. Така. Зборуваме сега конкретно за вашата втората книга која излезе 2015 година, односно Дрво кое шепоти. Да. Во моментот ја немаме таа книга овде во студиото, да. за да ја покажеме на нашите драги гледачи. Нешто повеќе за тоа. Кога ќе биде, каде може да се најдат овие ваши книги? Значи, тие веќе се продаваат во Скопје, овде моментално во Куманово нема, и ја немам во мене, зашто под државна капа или државно финансирање. Втората книга е посветена на Свети Јован Шангајски, чудотворецот. Така. Тој е еден професор, отец Јован, нели, Шангајски, прогласен светител, кој што има нетливни мошти, целото тело му стои, шири исцеленија на многу луѓе, значи и го докажува Божјото присуство во модерниот свет и Божјото благоволение, нели, кон сите луѓе што приоѓаат кон него со стравопочит, со љубов пред све. Пред се. Интересно е зошто го одбрав Дрвото што шепоти, затоа што, нели, секој
Зошто и токму насловот, се извинувам што ве прекинувам, дрвото што шепоти? Затоа што дрвото што шепоти е Исус на еден момент Во на еден сегмент, слеп во некој човек така? што седел пред храмот во Ерусалим го просел Така. пари и го осетил дека Исус и му викал сине Давидов, Така. помилуј ме. И тогаш Исус го погнал и пошто е слеп човек, а видел дека го вика и сине Давидов, сигурно се замислил од кај знаеш или како може да проникнеш дека јас сум син на Давид, зашто нели они му ја одбивале генеалогијата дека он е принц Витлеемски, нели пошто имале друг крал и така. И го погледнал милостиво и го прашал што сакаш да ти направам. И он кажал па да прогледам. И он плукнал на земјата, направил кал и ги намачкал очите. И го прашал што гледаш. И он слепецот Варахил погледнал и му рекол гледам луѓето како дрвја. И он пак го намачкал уште еднаш. И тогаш сега гледам луѓето, го гледам светот. И значи од тука црпе целата инспирација. Целата инспирација се црпе од овој мал, нели, немил настан за евреите, а мил Колку настан песни содржи книгата Дрво која шепоти? 150. А патот? 100. Така. Да. Одлично. Дали сте задоволни со продажбата на вашите книги досега? Да. Дали се задоволен. бара? Значи првата книга е најпродавана книга на промоција на Антолог. На промоција на Антолог најпродавана книга. За втората уште не ги имам резултатите. Така. Али во нашата татковина ова е најпродавана книга на промоција на Антолог, што они го бројат рекордот првата. Втората е под Министерство, нели, за култура и не ја знам бројката како оди што, али многу сум благодарен што ме поддржа, нели, и што еве сега и се организира под нивен трошок и нивно покровителство целата промоција во Центар за култура. Дали може да заработувате, што мислите, од пишување на хајку поезија? Не, тоа е само мал хонорар кој што е, нели, може да се употреби, али не, тоа е само љубов. Тоа е само љубов, Да, кон љубов. пишаниот збор. Кон пишаниот збор, кон Бога, кон татковината, не знам како да кажам, тоа е нешто, нели, кое што е заедно симбиоза или нешто кое што е кое што е единство неделиво, да, спојиво, да. Така. Би можеле да се одмориме со една кратка музичка пауза, па продолжуваме со нашиот разговор. Четири букви од името Твое, четири страни додека спиеш, убаво ми е, гледам и сваќам, ти си најубавце. Твоите очи виножито кријат, под него дам со среќен лик. Зборови барам, зборови нема, никако в тебе не те опева стих. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато моје, одамна чекам да пристигнеш ти.
сонце у твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Дајте ми рачиња горе, ајде! Господ ме сакал, за мене те чува. Секоја вечер се молам за нас. Додека спиеш, убаво ми е. Гледам и сваќам колку ти припаѓам јас. Ангел што љубов мене ми носи, звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце од твоите ангел што љубов мене ми носи, звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Звезди се кријат во твоите очи, злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Драги гледачи, еве сме повторно назад во студиото. Се надевам дека ви се допадна нашата музичка пауза и дека уживавте во оваа песна на легендарниот Тоше Проески. За оние кои што сега се вклучуваат, разговараме на темата за хаику поезијата со мојот денешен гостин, господин Борис Метковски. Господине Борис, да продолжиме со разговорот. Би сакала да ве прашам вака, доколку заинтересираните, сега доколку дадеме мотив на некој од нашите гледачи да почне да пишува хаику поезија, како може да бидат тие почетоци, како да ја засака поезијата, што треба првен да знае и да научи? Значи, да ја засакаш хаику поезијата, прво треба да имаш љубов према самураите. Значи, како една посебна оданост или преданост кон нивното предание, али пред се кон нивните преданија и татковината. Значи, тоа е самурајството. Али во еден момент императорот или царот ги трга од службата, ги отфрла, ги трга од службата. И во тој момент се наоѓа рускиот монах Николај во Токио и прави една мисија. И еден самурај кој што е главен шогун сака да го убие, зашто за нив не сака друга мисија. Они ги сакат нивните преданија и нивната
татковина, тоа е. Али во еден момент тој паѓа во несвест, во кома, кога сака да го убие, да го замавне со мачот, да го убие отец Николај. И во тоа време он се наоѓа во едно созрцание или во еден делириум и одлучува, станува и гледа дека се гледа својот спасител. И значи кога како спасител, нели, кој што може да го пријави, да го убие или не знам што, знаеш. И он ја гледа милостивата рака на Свети Николај и се покрстува себе си и целата своја фамилија и се уверува во Божјото присуство во него. И дури станува свештеник. И од тогаш шири православната црква во Јапон се шири само по самурајските отврени семејства. И значи Устари, вистината е во тоа дека Христос ги прибира ако царот, нели, ги отфрла. Нели, ако гледаме последниот самурај или нешто, значи таму ќе најдеме поентата. И значи ова е чисто мала поддршка на нив да останат православни, нели? Чисто дека ние секогаш ќе останеме зад нашите православни традиции, зашто ние имаме чуда, нели? Ете на Свети Јован Шагајски му останува целото тело. И дека ова е мал подарок или мало внимание кон нивната ревност и кон нивната љубов кон Христа посебно. Така. И кон нивната татковина. На крајот на вашата книга има една посвета од митрополитот Методи Златанов. Да, тој е рецензент на првата книга. Така, јас би сакала да го прочитам ово, да го слушнат на нашите гледачи. Но, кога станува збор за патот на Борис Митковски, веднаш ќе кажеме дека тоа е поезија која ниту според формалните поетички одредници, ниту според религиозниот сензибилитет на Зенот, ниту пак според естетиката и фонетиката на јапонските литании на мигот, буквално му припаѓа или наликува на хаику. Парадоксот ни ги отвара очите, нултата гравитација сепак продолжува. Да. Би сакале ли, би ве замолила доколку сакате, да оделите две песни, вие да ни ги прочитате, повелете. Нешто што посебно ви е драго или сепак сите се ваши, сите ви се еднакво драги? Само, значи, Цуто цреша, Сакура и Еве сме дома. Како? Уште нешто? Добриот волк во пештера и детето го чува. Така. Што значат овие песни? Значи, добриот волк. Значи, имаме една символика дека добриот волк, нели, првиот пријател на човекот бил песот, нели? Така. Али од кај песот, ако нели секогаш велиме дека човекот кога после падот нашол волк и го припитомил. И нели тоа се вели дека нели има преданија дека нашле дете што го чувале волци или по Божја промисла, или имаме во житија такви чуда дека и зверови може да чуваат дете, нели? Свети Јован Крстител бил како мал одведен од ангел во пештера и таму останал зашто евреите или некои нели евреите го убиле татко му пошто бил и мајка му пошто биле на права страна. Како што е познато со Христовите последователи. Значи, тоа е поентата, ако се загледаме во ова, на небо гавран, бел леп, зошто ли ме прескокна. Значи, овде како гледаме со зрцанието дека секогаш постојножителите Господ ги наградува со бел небесен леп. Значи, и тоа гавран. И ако погледате убаво Свети Илија или Свети Прохор Пшински, нашиот тука што се подвизувал, он има секогаш се представува како испосник или постојножител кој што има гавран на рамото и му дава леп. Значи, овдека поентата, ако ги знаеме овие символи, така, нели, викаме на небо гавран,
значи бел леп носи, али зошто мене ме прескокна? Така. Значи да се замислиме, значи не сум бил достоен. Така. Не сум го нажалел Бога, не сум покажал доволно љубов. Дошол некој не, значи ова е чисто игра на аритметика или не знам како да кажам, значи зборови. да, на зборови, да. Дали често посетувате саеми на книга? Да, секоја година. Се држите конкретно до хаику поезија или пак? До се. Ова е чисто моја мала љубов или моја мала поддршка дека секој јапонец може да биде православен, не само самураите кои се отфрлени, затоа што нели после да не мешам толку политика или историја, али после втората светска војна видовме дека многу жртви се направи со таа војска, со се што се припремало, а дека само Христос може да покрие се. Значи, у таа смисла дека православните самураи биле на права страна. Дури се знае дека за време на Курилската војна, кога јапонците биле против русите, Свети Николај не се молел со нив во црквата, туку им ја оставил црквата на јапонците, а тој се повлекол во својата келија. Значи, да не соблазнува, да не гледат овие руси, им ги тера нашите се молат за русите ние да изгубиме. Него он се повлекол и оние добиле војната, јапонците. И што е најинтересно, императорот јапонски, мислам дека јапонски, не е нешто, битно е дека императорот јапонски му испраќа на погребот на Свети Николај, му испраќа огромен букет со цвеќе, своерачно напишал за највозвишениот дар, за човекот што го имаше највозвишениот дар. Значи, тоа е символиката дека он не ги делел од љубовта кон татковината, кон љубовта кон жртвата, кон чувањето на своите простори, туку само ги обожувал, значи обоготворувал тие простори на таа древна мала Јапонија, значи само ги правел богочовечки лик во нив, значи да ја љубат, да се жртвуваат ако треба и да се стават на крст. Дали мислите дека читањето на хаику поезијата е добро за човекот? Да. Значи тоа е игра, нели, како што знаеме дека сите јапонски игри се за зголемување на гениалноста на кај човекот, интелектуалноста кај човекот, нели, и дури знаеме дека и они прифаќаат свое, значи они се еклектицисти, дури они пуштаат музика на Моцарт на децата, зашто истражиле дека се поинтелигентни. Потоа, знаеме дека и ние прифаќаме многу јапонски, значи јадења, они прифаќаат наше вино, така. Значи тоа е еклектицизмот или шареницата или како да кажам. Дали имате некое друго хоби освен хаику? Пишување на хаику Да, поезија? проза, имам, значи проза, обична поезија и така. Дали планирате и во иднина да се занимавате, да продолжите да пишувате? Да. Какви се вашите очекувања? Каде се гледате, да кажеме, од прилика за 3-4 години? Па уште некоја книга. Уште некоја книга издадена, да. Дали се чита хаику поезијата конкретно, еве ние сме сограѓани овде во Куманово? Па мислам дека почна се чита. Ја не сум нашол баш некој огромен интерес? Или да најдам се продава, али има, значи во Херби се продава мали хаику, значи може се најдат и во другите книжари, али чисто не знам колку е побарувачката, али моите пријатели сите читат. Така, кога, да кажеме, еве, кога имате промоција на вашата книга, дали е во доволен број поседата? Значи, за првата, пак ќе го повториме, значи првата промоција е најпродавана книга општо на промоција на Антолог. Така. Значи, тоа е еден рекорд, например, има и други, Спектаторот е најпродадена книга, али не на промоција, а таа е најнаградена книга на Жарко Којнџиски, значи, кој исто од тој, али он сам ми кажа дека баш го бележи до сега, значи може ќе има на натаму друга продадена книга, ама до сега, значи најпродавана книга на Антолог, да. Така. Бестселер на промоција. Така.
Тука некаде и крајот на нашата денешна емисија. Господине Борис, би сакала да ви се заблагодарам за денешната посета, да ви посакам многу среќа и да нижете бројни успеси и во иднина да ни дојдете со уште една нова книга. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, благодарам и вам што не следевте. Останете со каналот на К3 телевизија и имајте убав ден и добро расположение.